председателе. Почитувана колешке, освен ке 5 години, 6-та година, ништо друго не слушаме, ке. Како ќе се грижите за животната средина, кога во програмата имате намалување со пат од 68,8%, а под програма Зелен развој намалување од 92,2%. Нели вие ќе бевте, вас ви беше најголем предизвик чиста и здрава животна средина, поддршка, одржлива економија, во која ќе живеат задоволни граѓани, неопходен ви беше социјален, еколошки, економски развој, кој ќе носи благосостојба и правда за идните генерации. И од здравата животна средина видовме само мерки: не излегувајте од дома, купете си по некој прочистувач за воздух. Дали е ова и понатаму вака ќе се грижите за здравата животна средина и за чистиот воздух? Нудите буџет од 5,3 милиарди евра, од кои 3,4 милиарди се данок. Значи, приходите кај граѓаните ќе ги намалите, за да ги внесите во буџетот, а и сакате да земите кредит од 700.000 евра. И знаете, тоа е по секој од нас, ќе земите по 2.875 евра или 11,500 евра годишно ќе земите од секој од нас, за да го наполните тој фамозен буџет, огромен, инфлаторски, надуен, кој што не знам како ќе издржи. Дали, каде отидат тие 20 милиарди евра, дали го направивте патот Битола Кичево Охрид или Битола Прилеп или клиничкиот центар во Скопје или Скопје Блаце го изградивте? Може би ги изградивте, ама ние не ги гледаме. И имате уште една ставка разни трансфери, да каде ќе одат тие пари, дали тие пари ќе ги трошите транспарентно, отчетно или само за тендери во 4 очи. Знаете што, колешке, во името на граѓаните вашата влада си ги полни сопствените джепови. И друго ќе ви кажам, времето застанало во 2016 година. До сега немаме ни еден капитален проект видено. Република Македонија е најсиромашна земја, најзадолжена, со највисока инфлација, најкорумпирана, во која што во судството се верува 4%. Затоа избори да куртулиме сите од вас. Благодарам.